Јас би сакал на самиот почеток на денешната беседа да ви поставам едно прашање. Борче праша зошто Ное проповедал на своите современици ако Бог склучил завет со него и со неговото семејство. Така беше прашањето. Така се сеќавам, да. Сега, биете спремни, земете Библија во ваши раце, отворете првите глави во Битие и прашањето гласи: од каде знаеме дека Ное им проповедал на своите современици? Во смисол, се разбира, секој удар со неговиот чекан, градејќи го бродот, односно ковчегот, представуваше сведоштво на и жива проповед на неговата вера за потопот што доаѓа. Но во смисол каде проповедал, значи со уста да ги повикувал да влезат во ковчегот и да се спасат, или воопшто усмено да им проповедал или да пишува некаде дека им проповедал. Што мислите? Имаме ли такво нешто? Да. Ај, прочите го, може, со микрофон. На романски, мислиш? Па прочите. 11 глава, 7 стих и Валдово. Да. 11 глава Евреите, 7 стих пишува вака: преку вера, овој превод вели вака: преку вера Ное, откако беше предупреден за она што уште не се гледаше, со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Со тоа тој го осуди светот и стана наследник на праведноста по вера. Твојот превод, Перса, шо вели? Дали споменува нешто во врска со проповедање или некој таков глагол? Што значи ова дека Ное го осудил? Со тоа го осудил светот. Со што го осудил светот? Вели предходните зборови: со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Самото градење на ковчегот представуваше големо сведоштво за сите што тоа го наблюдува. И па секога некој го гради, па ќе дојде и ќе праша, па зошто, па што е ова, па што правиш и така натаму. Се разбира, имало еден куп прилики за усмено сведочење. Сега, да го поврзаме, ќе ви кажам потоа зошто го поставувам ова прашање. Може би веќе ќе ви текне каде ве носам со темата. Но сега е се уште рано да ви текне. Тука во првиот дел од стихот прочитавме: со послушност го направи ковчегот за да го спаси својот дом. Значи, како да сугерира дека Ной немал намера некој друг да внесува во него. Што читаме во самото Битие, кога прв пат ја добива заповедта да гради ковчег, например. За кого е наменет ковчегот? Што читаме на самиот почеток, пред потопот? Во 6 глава, откако Бог погледна на земјата и етата расипана и така натаму, земјата беше расипана, вели 12 стих. Како велат вашите преводи? Дали се споменува овој израз расипана? Се расипа. Како тоа се расипа? Како машина за перење што ќе ви се расипе? Ова не подсетува на една страшно современа
паралела. Се сеќавате каде во Откровението се споменува овој израз расипана земја? Земја која што е расипана или се расипа. Се сеќавате за ова последно време? Осумнаеста глава. И јас го барам, ова моментално ми текна, ова не беше планирано. Добро, да не губиме време на него. Ако го најдеме подоцна, ќе го прочитаме. Не го барам они стих што вели да ги уништиш оние што ја расипаа земјата. Да. Што ја расипаа земјата. Добро, ќе го најдеме подоцна, да се вратиме на Битие 7 глава, 6 глава. Четиринесетиот стих. Изгради си за себе ковчег од дрвото гофер и прегради во ковчегот. Направи прегради во ковчегот и потоа кажува сите останати инструкции како да изгледа ковчегот. 17 стих. Јас ќе пуштам потоп, вода на земјата, за да го истребам под небото секое суштество во кое има животен дух, се што е на земјата ќе изгине. Значи, забележите кого се треба да опфати овој потоп. Да го истребам под небото секое суштество во кое има животен дух. Се што е на земјата ќе изгине. Ова изгледа како 100%, така. Тотално уништување. Со 18 стих, но со тебе јас ќе направам свој завет, а во ковчегот ќе влезеш ти и со тебе и синовите твои, и жената твоја, и жените на синовите твои. Понатаму вели, внеси во него исто така од сите животни. И каже, од секој суштество да има по два, за да останат со тебе во живот, од машки и од женски пол да бидат, од птиците породот нивен, добиток, влекачи, сет што постои, земи со себе секаква храна, со каква што ќе се храната и чувај кај себе, тоа ќе биде храната и за тебе и за нив, и направи Ное секако што му заповеда Бог, така направи. Завршува 6 глава во 22 стих. Значи, според Божиото Слово, кој се требало да влезе во ковчегот, за кого е наменет ковчегот? Влези во ковчегот кој? Ти и со тебе синовите твои, и жената твоја, и жените на синовите твои. И потоа животните и така натаму. За некој друг е наменет ковчегот? Требало некој друг да влегува од луѓето во ковчегот? Сега не сакам да кажем дека ако некој сакал да влезе, Ное ќе го избракал, како во оној глупавиот филм со Расел Кроу. Но, барем од сето ова што досега читаме, ковчегот е наменет, се градел за Ное и неговото пошироко семејство. И за животните и така натаму. 7 глава 1 стих. Да видиме што тука ни се кажува. И му рече Господ на Ное: влезете во ковчегот, ти и целото твое семејство, бидејќи ти си
единствениот праведен пред мене во овој род. Но добро, ова е, ајде да речеме, отпосле. Бидејќи само во 22 стих од 6 глава, кај што се вели и направи Ное се, тука се опфатени сите тие 120 години, во кои што градел, во кои што сведочел и така натаму. Да предпоставиме една друга ситуација. Што ако од тие околу 8 милиарди луѓе што ја населувале тогаш нашава планета, еве да тропнеме некоја бројка која што се уште представува значително малцинство во однос на останатиот свет. Што ако, например, 10.000 души поверувале на Ное и би сакали и тие да се спасат од потопот? Што ќе се случило? Има место во ковчегот за сите нив? Не. Тога што ќе се случило? Интересна идеја. Благодарам. Тогаш и тие да крадат ковчези, а? Добро. Да, најточен изгледа одговор дека Господ немало да пушти потоп. А поточно е оно што го кажа Борче, Господ однапред знаел. И во таа насока оди моето размислување. Бидејќи, например, ако 10.000 луѓе сакаат да се спасат, тие се пак малцинство, а светот е се уште расипан и треба да биде уништен. Ако се послужиме со правилото во случајот на Содом и Гомор, каде што Господ му вели на Авраама дека дури само 5 души да имало праведни во Содом и Гомор, Господ ќе го поштедел. Се тоа е многу интересна ситуација. Меѓутоа, пак можеме да речеме Господ однапред знае. Му ја соопштува својата волја на Авраам. Авраам реагира, молејки за милост, па почнува тоа пазарење и на крај Авраам во тоа ценкање се согласува на, значи, ја спушта бројката на 5 души и самиот плашејќи се дека нема да имам 10 или 15 или повеќе, но и 5 праведни души немало. И освен Ное, освен 8 души, никој друг, се разбира, починатите се починати, од живите никој друг немало. Замислите, 8 души спрема 8 милиарди. Колкав процент е тоа? Ајде да не си го мачите умот. Иако не е многу тешко да се пресмета. Како е можно толку многу живот, толку многу свет, толку многу народ, сите да бидат расипани и Господ вели само Ное? Како е тоа можно? Како тоа само Ное? Еве, за нашето време се споменуваат илјадници остаток, да не споменувам бројката од Откровението. 144.000 ли, помалку ли, повеќе ли, ама не 8 души. Како е тоа можно? Толку многу, секој друг надвор од Ноевото семејство да бил грешник и расипан. Страшна ситуација.
Мнозина сметаат, и тоа сигурно сте го забележале последниве година дена, ако не и порано, дека причината зошто сите други надвор од семејството на Ное биле расипани е која? Реков, мнозина сметаат. Не мора да биде тоа точно. Која? Може да ви текне. Се сеќавате на зборовите на Елена Вајд? Кој греф беше капак на предпотопниот свет, заради кој Господ решил да го уништи предпотопниот свет со потоп, што го нарековме последниот греф. Јаде и пие. Зарем Ное и фамилијата постеле? Добро, и Ное и неговите синови не беа монаси истото. Или се амалгамација? Да. Генетски инженеринг? Да. Земјата беше расипана. Читавме, земјата била расипана. Во Откровение за наше време, оние што ја расипаа земјата. Како тоа земјата била расипана? Зошто не вели светот бил расипан? Луѓето се расипани, како тоа земјата расипана? Земјата е расипана? Па и земјата е расипана. Со што? Со генетскиот инженеринг е земјата расипана. Укрстување на семења, земјата е расипана. Дали знаете дека денови имавме вест дека Хрватска веќе донела закон, изгласала закон со кој што се забранува употреба на природните семења, дури и за домашна употреба, за домашно градинарство. Веќе е донесен во Хрватска таков закон, че таа како усташка земја предначи во однос на останатиот дел од фашистичка Европа. Значи, не само за земјоделци, фармери, за масовно производство, дури за себе да си посадиш нешто во двор, забрането е. Ке смееш да купуваш само семиња кои што тие ке ти ги продаваат. Марихуана, да. Кои се тие? Оние што ја расипаа земјата. Почнувајќи од фирмата Монсанто до сега веќе еден куп. Оние што ја расипаа земјата. Затоа живееме во последното време. Затоа потопот во времето на Ное бил неизбежен, затоа што тие ја расипаа земјата. Веќе не може да се живее на неа. За подолго време. Денови ве слушнавме една друга бомбастична информација. Пред 2-3 недели го споменав некој поранешен инженер што работеше во фирмата Модерна, кој што јавно изјави дека лажната вакцина на вистина ја менува човековата ДНК. Денови имавме уште пострашна информација од никој друг, туку поранешен подпредседател на самата фирма Pfizer. По име Майкл Јидон. Звучи како да и овој евреин, може, како што е председателот на Pfizer, солунскиот евреин Алберт Бурла. Што изјави овој поранешен председател на Pfizer? Изјави дека е можно лажните вакцини да придонесат за масивна или масовна депопулација
на планетава Земја. Јас прво отворив еден англиски текст, кој што некој го имаше објавено во една група. А Борче прочита, односно Данило што му испратил текст од некој србин, каде што на овој Майк Хидон дури му беа припишани зборовите, вакви зборови, замислите. За сите оние кои што досега ја примиле лажната вакцина, веќе е доцна и за нив повеќе ништо не може да се направи за да бидат спасени. И вели, од сега натаму во следните 2 или 3 години, значи некои веќе одма умираат, веќе наназад илјадници умреа од лажните вакцини последниве неколку месеци. Некои одма умираат, некои подоцна ќе умрат, но максимум 2 или 3 години па ќе почнат да откажуваат срце, бубрези, рак на крвта се споменуваше, еден куп болести. Добро. Потоа, кога го проверивме изворниот интервју или изворната изјава на Майк Хидон, таму не се содржаа баш овие зборови. Меѓутоа, сепак тој кажа нешто дошта страшно. Прво, во своето интервју тој се осврнува на лажната, погрешната пропаганда која што доаѓа од владите на светските држави во врска со COVID-19 и најмногу ја споменува и се фокусира на лагата, што јас се цитирав и Ангела Меркел пред 2 саботи, ако помните, демек вирусот мутира, потребни ни се нови вакцини, рече таа тогаш. Како научник, значи, се што слушаме лага до сега, слушаме од политичари или од режимски доктори, кои што се во служба на политиката, а не во служба на својата професија. Голема лага е според Майк Хидон, значи научник од висок калибар од оваа област, дека наводно мутираниот вирус може да побегне од имунитетот, односно да мора да се права сега нова вакцина заради неговата мутација. И сега да не должам понатаму, тој вели во интервјуто дека сите мутации што може да се случат на вирусите изнесуваат само 0,3% од целиот нивен геном, односно генетска структура. Тоа исто како да имате еден голем текст, да речеме, нека биде тоа библискиот текст и целата Библија, и сега да речеме 0,3% од текстот да е нешто променето. Такви промени има во разни ракописи, ако влеземе во таа тема. Што значи 99,7% од целиот генетски материјал на вирусот и кога ќе мутира во некој друг сој е ист. И докторот буквално се исмејува, ова е голема будалаштина што ја тврдат политичарите, дека за мутираниот вирус треба нова вакцина, демек имуниот систем на организмот нема да го препознае вирусот, кој што е 99,7% ист. Голема и тешка будалаштина. Отворено тврди Майк Хидон, поранешниот потпредседател на Pfizer, дека причината зашто владите на светот ги лажат своите народи и целокупното светско население, тој отворено тврди, е затоа што тие сакаат да ве убијат и да извршат масовна депопулација на планетата Земја.
Може би ќе помислите дека тоа не е можно, меѓутоа самиот вели, сетете се на Сталин, Мао, Хитлер и други слични режими. Негови зборови. Да, софистицирано, на смарт начин. Имаше уште една работа во врска со него, што сакав да ја споменам. Инаку има многу работи, нема време за читање. Се што тој кажува. Депопулација. Добро. Не ми текнува што беше тоа другото. Деновиве исто така се огласи повторно и познатиот германски правник, познат во последниве година дена, да, доктор по правни науки, Рајнер Филмих, колко Борче го прожектираше, мислам, една сабота лани. Тој е, за кратко подсетување, човекот кој што во соработка со многу други адвокати од целиот свет подготвува колективна тужба, како што вели самиот, против Светскиот економски форум, начело со другарот Клаус Шваб, заговорникот на новиот светски комунизам, кој што треба да се реализира до 2030 година. Бил Гейтс, другарот Бил Гейтс, можеме слободно да речеме, сите се тие сега другари, што се залагаат за светски комунизам, не се више господа, без оглед колку лажни пари имаат во джепот или во банкарските сметки. И целата фармацевска индустрија. Зашто ги обвинува? Што е обвинението? Замислете. Обвинението гласи конкретните зборови за злосторство против човештвото. Светската здравствена организација, Бил Гейтс, Светскиот економски форум за злосторство против човештвото. За сето ова што го направија. И тој зборува дека се работи за генетски експерименти со човештвото, споменува еден куп информации, што немам време да ги кажувам, кој што ги примил од разни инсайдери, разни свиркачи, значи, исто така вработени некои во тие организации, и има собрано еден куп материјал, доказен материјал, кој што планира да биде изнесен, кој ќе биде поднесена таа светска тужба, да, Борче вели на 9 септември, и во моментов се бара инаку многу локални судски процеси во повеќе земји. Овој адвокатски тим ги има добиено. Се разбира, бидејќи не се работи за судови од Северна Македонија, кои што се под копитата на тукашниве дебилни политичари, како што се изрази еден новинар, под копитата, да не речам на кои. И сега тие се надева дека ако се формира некој нов интернационален суд со суди од повеќе земји, тогаш ќе ја поднесат ова тужба против овие светски организации и фондацијата на Бил Гейтс. И, замислите, самиот има доделено наслов на оваа светска тужба, која што се вика Нирнберг 2. Значи, нов Нирнбергски процес, што значи индиректно
дека обвинетите организации не се ништо друго, туку фашистички и нацистички организации, кои што сакаат да уништат милиарди луѓе во светот, или планетата масовно да ја испразнат од, според нив, би требало да биде 6,5 милиарди сувишни луѓе на земјава. Не е чудо што, да се вратиме на Майк Хидон, режимите на Сталин, Хитлер, Мао Цетунг и така натаму можат изгледаат, според неговите зборови, изгледаат како Мики Маус, цртан филм во однос на оваа операција, на овој глобален фашизам. Но, знаете ли што најмногу ме воодушеви од новото интервју со правникот Филмих? Тој споменува дека според некои инсайдерски информации што ги добил, зад целата оваа работа стојат 3000 души најбогати луѓе во светот. Значи 3000 е кланот на заговорниците. И не е тоа интересното, туку податокот дека сето ова во нивниот првобитен план требаше да се случи околу 2050 година. Значи, првобитниот план, ова е со децении подготвувана работа. Се разбира, потребна беше и научната технологија да ја развијат, потребно, еден куп работи потребни. До детали испланирано како да се подкупат сите светски политичари, власти и така натаму, барем повеќето од нив, оние што не ги подкупија како председателот Танзанија и некои други беа ликвидирани, односно убиени. И потоа прогласени дека умреле од ковид. Сето ова во план било да се случува место 2020 само 30 години подоцна 2050 година. И Рајнер Филмих вели, затоа што се предомислија и решија да го направат порано, затоа направиле еден куп грешки и затоа нивниот проект изгледа сега неуспешен или глупав и смешен, ако не беше трагичен. Филмих вели, направиле грешки затоа што се избрзале. И јас не верувам во тоа. Господ им ги помати сметките. Еден од инсайдерите кои што го информираат Филмих рече, требаше да се случи 2050 година, меѓутоа станаа премногу алчни овие супер богаташиве, што е малку глупаво. Не може сега некој што има од десетици до стотици милиарди долари да биде сега алчен за повеќе пари. Не е тоа. Добро, факт е дека, значи, алчноста нема заситување, но јас не верувам дека ова заради пари, заради профит. Бидејќи самата цел на планот е нешто друго, а не повеќе пари и профит. Како прво, кој владее со овој свет, да се подсетиме? Дали владеат Ротшилди, Рокфелери и разни други мизантропи? Не. Со овој свет владеат демоните начело со сатаната. Тие се наредбодавците. Сите овие други се извршители. И тоа, оние на врвот што се наоѓаат, тие воопшто не се ни познати во јавноста. Овие што се познати се далеку под некој втор ешалон, да ги наречеме. Овие имиња што ги знаеме и што се споменуваат. Јас верувам дека за да се избрза работата, не 2050-та, туку да биде порано,
2020-та, цели 30 години порано. Чија одлука? Добро, они самите си ја донеле таа одлука. Во ред, точно. Но она што сакам да кажеме, ѓаволот знае нешто. Да, дека 2050 година е премногу далеку, премногу доцна. Он знае дека времето е многу пократко од тоа. И затоа дал наредба ова да почне да се случува од почетокот на минатата година. Добро. Го имаме и тој стих во Откровението, така ли? Откровение 12 глава. Откровение 12 глава. Што е запишано во 12 стих, значи 12 глава, 12 стих. Затоа веселете се небеса и вие кои живеете на нив, тешко вам кои живеете на земјата и морето, зашто ѓаволот слегол кај вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. Сега знае дека времето ќе биде значително пократко од средината на овој век. Колку пократко, не знаеме. Самите негови слуги, неговите министри ја споменуваат 2030 година. Тие ја споменуваат, не ние. Дали ќе биде до 2030 година се завршено? Како што јас посакував, нели? И како што посакав на почетокот на минатата година, пред да фати ова пандемија, сите затворања, сите карантини, посакав да даде Господ ова на вистина да биде последната деценија на овој свет. И најверојатно ќе биде. Ќе продолжиме следната сабота со оваа тема. Се што сакав денес да кажам, не успеав да го кажам, иако потрошивме доста време. Како вовед за следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, ја верувам дека сабота сабеле ќе имаме, секако, ако евентуално се воведат построги мерки, тоа може да го засегне вечерното богослужение, сабота на вечер. А дали ќе го затворат цел викенд? Да, ќе видиме. Ако не следнив, барем тој великденскиот после него. Како и да е, нека биде Божја волја. Мијатата сабота навечер Борче ви го спомена филмот Зараза и како од еден филм, значи од 2011 година, фрапантно во многу детали се поклопува со сегашната реална ситуација. Што мислите, дали е тоа случајно, што постојат холивудски филмови или цртани филмови од, речи ги, Симпсоновите, да, каде што многу работи се проречени, така да под наводници да речем проречени, и на вистина се исполниле. Потом речено, на Симпсонови имаше една епизода каде што не сме гледал ја, меѓутоа некој го сподели тоа на Фейсбук уште порано, дека на 21 август до датум, на 21 август ова 21 година ќе на епизодата од цртаниот филм беше прикажан погреб на Доналд Трамп. Добро, ова не е толку битна информација. Што се однесе до Трамп, му посакувам да биде жив и здрав и пред се да се покај од сите своји гревови и да биде спасен. Дали е случајно сето ова? Не, затоа што веќе се напишани цели статии на таа тема. Во
светот се одвива преку Холивуд, преку телевизијата, преку играните филмови, се одвива една планирана операција која што се нарекува предиктивно програмирање. Тоа значи дека светот, пред да се случат некои реални настани, што се во план, и секој се тие планирани. Само будалите велат дека се тоа теории на заговор. Бидејќи Франклин Делано Рузвелт, еден врвен масон од минатиот век, кој што по заповед на своите господари со својата политика New Deal требаше да го собере целото злато од приватната собственост на американските граѓани. Самиот Рузвелт, значи, има изјавено: во политиката нема ништо случајно. Ако нешто се случува, бидете сигурни дека тоа е или било испланирано. И тоа е секогаш така, се разбира. Сега, после 2011 година, само ова сакам да го споменам, и ако даде Господ, ќе продолжиме следната сабота. После 2011 година, значи после филмот Зараза, ако не се лажам, од 14 година или 15 најдоцна, за 15 сум сигурен, но може би од порано, беше започната цела една серија, која што ја воопшто не ја гледав, ниту една епизода, но серијата беше со многу сезони и се нарекуваше Живи мртовци, односно зомби. Дали е тоа случајно? Сега ќе ви кажам зашто не е случајно. Ова, знам дека го тврдеа мнозина, на кој што јас не им обрнував многу внимание. Меѓутоа, никој друг, току Центарот за превенција и контрола на болести, CDC, во Соединетите Американски држави, самиот излезе со податок дека во контекст на најавата дека ќе има наредна пандемија, што уште Бил Гейтс ја најави, пандемија која што ќе биде многу пострашна од досегашнава. Сега, Центарот за контрола на болести во Соединетите Американски држави вели ќе се соочиме со негови зборови зомби апокалипса. Затворен цитат. Ќе продолжиме следната сабота. Настаните што се одвиваат околу нас се многу интересни. Навистина се чувствам како некој што кој што е многу безбеден во Божија закрила. Како да сум пред еден телевизор, ми фалат уште, што велат американците, пуканки и сок, и да гледаме сеир за настаниве што допрва ни престојат. Сепак во реалноста не е така. Треба да се подготвуваме и материјално и духовно, за да обстанеме во тие денови, да останеме верни на Господа и да ги издржиме последните неволи. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за мирот и слободата во кој се уште живееме. Ти благодариме што од ден на ден, или поточно од седмица на седмица буквално, се уверуваме во веродостојноста на Твоето пророчко слово. Се исполнуваат најавените настани кои што Твоето доаѓање го прават се поблиско и поблиско. Ти благодариме за тоа, ти благодариме за Твојата голема благодат и милост кон сите нас. Те молиме, Господи, прво нас очистине од сите наши гревови, прости ги сите наши гревови. Дај ни силна, цврста вера, прва љубов и ревност за вестината Твоја. Спаси ги потоа, те молиме, нашите најблиски, оние кои што се уште не се покрстени, се уште се колебаат, оние кои што мнозина отпадна и се расклатија во својата вера и духовно се оладија, но тие се во подобра позиција од нас, млаките, според Словото Твое. И најмногу те молиме за нашите болни и немохни, те молиме за сестра Мимица, да ја исцелиш физички и духовно. Те молиме за Михајло, пријателката на Ивана, сестра Катица,
брат Стојан, сестра Стефка и многу други кои што имаат посебни проблеми, страдаат, болни, Драгослав Методиев од Кавадарци исто. Те молиме, Господи, за сите нив, нека Твојот Свети Дух им даде посебна благодат за нивната посебна потреба, за нивните посебни искушенија во ова време. Води ни и чувај ни и во остатокот на саботниот ден, за ова те молиме и ти благодариме во името Христово. Амин.